Во почетокот на животот на планетата Земја, милиони видови на суштества завземаат живот. Сите тие видови имаат природен систем за рангирање на нивните преживувачки способности. Во таа ситуација или ловиш или те ловат, но еден вид на суштества го завзема врвот. Со нивната безмилосна интелигенција тие успеваат да станат водачи на оваа планета. Тоа се суштества кои не се плашат од ништо освен од својот вид. Луѓето. Незапирливи и убивачки машини. Луѓето постојат мошни долго време. Првите видови на луѓе се појавиле пред 6 милиони години на континент кој сега се нарекува Африка. Овој првичен вид на човекот повеќе личел на мајмун, но наместо на 4 нозе ти оделе на 2 нозе. Ова бил огромен чекор во човечката еволуција затоа што сега имаме 2 раце кои што можеме да ги користиме во секое време. Во следните милиони години луѓето продолжиле да еволуираат кон другите континенти, каде што се појавиле нови видови наречени неандерталци, Homo erectus и на крај Homo sapiens, кој што е после преживеан вид од генот Homo. Карл Саган еднаш рекол: "Ние луѓето сме составени од звездана прашина." Може би звучи мощно бајковито, но ќе се изненадите дека тоа е вистина. Елементите од кои е составено нашето тело дошле од звезди кои експлодирале, но колку точно кој личи на нашето тело е направено од звездана прашина. И па вака, просечно човечко возрастно тело содржи 7 октилиони атоми, тоа е 7 простедено од 27 нули. А сега за да направиме пресметка мора да се вратиме до самиот почеток. Големата експлозија или Биг Бенг. Да бидеме искрени, не можеме со сигурност да тврдиме како почна универзумот, па затоа за волја на оваа пресметка ќе го искористиме Биг Бенг, кој што воено и најприфатената теорија. Значи вака, кратко како настана универзумот, субатомски честички се собрале во водород и хелиум, кои се двете наједноставни форми на атоми. Кога поминало доволно време, овие елементи се судриле и ги направиле првите звезди во универзумот. Сите други тешки елементи, како железото во нашата крв, се произлезени од овие звезди. А сега треба да увидиме во кои количини водород и хелиум се содржа во нашето тело и потоа да го одземеме тој број од 7 октилиони. Факт е дека нашите тела не содржат хелиум, па затоа останува само водородот, што значи дека 4.7 атоми на водород ќе останат во пресметката. Така да 7 минус 4.7 ни дава 2.3 октилиони атоми кои дошле директно од звездите. Со други зборови, луѓето се содржат од нешто повеќе од 30% звездена прашина. Кога ќе кажеме најбрзи суштества на планетата, веројатно луѓето не се меѓу најбрзите трчачи во споредба со животните. Но кога станува збор за ефикасност и издржливост, тоа е веќе друга тема. На долги растојанија луѓето може да го натрчаат скоро секој животно на планетата. Нашата анатомија прикажува дека милиони години наназад луѓето ги бркале животните до изнемоштување. Тоа била тактика за ловење животни со цел примитивните луѓе да обезбедат исхрана. Има многу причини за нашата способност да трчаме на големи дистанци. Например, нашите тела може да се потат со цел да се регулира надршната температура, што значи дека можеме да одржуваме забрзување во трчањето. Многу животни едноставно ја немаат таа функција, така да веднаш што нивната температура достигне одредена бројка, тие успоруваат или застануваат да се одморат. На истекот на историјата луѓето постепено застанувале на 2 нозе. Шала настанала од самиот почеток како ловци и собирачи, луѓето биле принудени да стојат за да осигуруваат опстанок во секоја смисла на зборот. Едноставно не можеле да си дозволат да седат и да не прават ништо. Тие седнувале само кога јаделе и кога требало да одморат. Но како што се појавува нова технологија, така луѓето станувале помрзеливи. Сме почнале да седиме многу повеќе отколку што е потребно. Се испоставува дека седењето на столче е сериозен ризик за здравјето без разлика колку се движиме или спортуваме. Придобивките од вежбањето се намалуваат драстично поради негативните ефекти од седењето. Ве прави дебели, го зголема ризикот од срцеви болести, го зголема ризикот за диабетес, ви дава огромни болки во вратот и грбот и ви ги прави коските многу послаби, поготово во нозете затоа што тие не се активираат кога седите. Но најалармантниот факт од сето ова е дека ви се намалува животното траење. Студија што трае 8 години истражување открива дека ако седите повеќе од 7 часа на ден, шансите за рана смрт се зголемува за 61%. Во споредба од луѓе што седат помалку од 2 часа на ден. Така да решението не е во трчање, играње кошарка, фудбал или било што, туку едноставно не седење на столица.